Сакам да образложам, затоа што почнав со образложување на причината поради која дојдовме до овој амандман, а воедно и сакам да ве поттикнам дека всушност е направена една неправда и во 2019 година при носењето и на Законот за заштита на децата и Законот за социјална заштита различно е дефинирано еднородителското семејство, односно дефиницијата на самохрани родители. Значи, во иднина, јас верувам дека со заедничка волја ќе го промениме тоа, меѓутоа, од овде и потекнува причината поради која што е направена ваков превид при предлагањето на законот. Значи, согласно Законот за заштита на децата, се опфатени и родителите кои што се разведени, а додека во дефиницијата на самохран родител во Законот за социјална заштита се опфатени само самохраните родители кои што сам ги врши родителските права и должности, поради што другиот е починат, исчезнат, непознат или од оправдани причини привремено или трајно не ги извршува родителските права и должности. Значи, овде не се опфатени како самохрани родители и родителите кои што се разведени. Исто така во овој ваш предлог, значи на законот кој што го предлагате за помош на различни социјални категории на граѓани, имате напишано дека не можат да земаат сега помош од 6.000 денари родителите кои што примаат било каков надоместок. Значи, тоа е надоместок за детски додаток. Надоместоците за детски додаток се навистина многу мали. Значи, станува збор за сума од 1200, од 900, од 1600 денари во зависност дали има две деца, едно дете и така натаму. И токму поради ова беше нашата реакција. Сега му благодарам на заменик министрот и на Министерството што го прифатија овој амандман и сега оваа грешка ќе биде прифатена и ќе биде исправена, што значи дека сите самохрани родители кои што се опфатени и согласно Законот за детска заштита и согласно Законот за социјална заштита ќе бидат опфатени со оваа мерка и истите ќе добијат помош од 6.000 денари. Ви благодарам.